Ужасно млад. Драги мои, добро вечер, добре дојавте. Оние што ме следат од 103-ка, нека останат, ќе им биде поинтересно. Оние кои не ја поднесуваат, нека пуштат Телма. 23 годишен лет во место ради СДСМ и ВМРО. Јас сум за 4 часовно работно време. Повеќе научив од стадион и улица отколку од Владко Стефановски и Ристо Вртев заедно. Поблизок ми е сиромашен албанец одошто богат македонец. И серам и цвеќе берам. Не ги убивајте скопските улични куќиња. Државата е неприродна животна средина за луѓето. Вратете ни ги фабриките и животите. Туѓе нечемо своје немамо, сите во шума, жртва сум на транзиција, кур ме боли која е позиција, а која е опозиција. Скопје, I love this game. Не се женам и не правам деца, зашто не сакам третото дете на моето трето дете да ги враќа кредитите за спомениците. Без лектор, но со срце. Скопје. Ми иде у животот затоа што некогаш сум на страната на... Затоа што секогаш сум на страната на љубовта. Никогаш никој не ме плаќа, брат. Не ме чуди утре да ме сгази кола и да умрам од глад. Го пропуштив клубот 27, лесно може да бидат наслов за ова интервју. Сепак одиме old school. Ова е интервју кое јас го здрпав од некаде за вечерашниот мој гостин, може широк кадар да го даде, тој е Васко, кој јас си го викам од милина Васко Бумбикс. Добро вечер, добре дојде. Добро вечер, Јанко. Васко Бумбикс. Па така беше пред 22 години у 103-ка, кога правевме прв пат интервју, ја бев у Бумбикс, ти беше у 103-ка. И ми остана Васко Бумбикс, да ти кажам. А во меѓувреме помина 5 милиарди бендови. Кој денеска си во Берниц пропаганда, Да. ама што све помина ти? Може ли да ми наброиш? Чисто библиографија. Да, доста бендови. New Police State, ФПО, This Home is Prepared, Трета смена, ТКСК, PMG, ХХХ и така натаму. Демократ. Доста бендови. Роден си 79-та година, Скопје, навиваш за Вардар, борец, не си чудовиште, ама ни домашно милениче, свираш во бендови, снимаш плочи, касети, компакт дискови, фри даунлод, заедно со моите другари, комунистичка самопослуга, Бумбикс Пресинг. Таму ги имаш бендовите, да. Трета смена, FX, PX, OX, This Home is Prepared, Democrat, Smart Bombs, Берниц пропаганда, ХХХ, Демек, Тики, Сики. Демек беше со Фрешко. И со него јам свирал. Кој беше? Демек со Фрешко беше? Да, мислам, Демек е бенд на Фрешко. Аха, така. И во одредени фази соработува со различни автори и ја имав среќа да бидам па година-две со него, имавме концерти, снимавме. Васко, ти си веќе жива легенда. Иако остана во алтернативата, длабоко закопан и не мрдна никогаш од таму, ама ти си веќе легенда. Ме интересира кога, вака, бидејќи 79-та година, твоите почетоци музички се негде 90-ти години, ако не се лажам, едни од првите интервјуа ги имаше со сопругата моја на 103-ка. Па не едно од првите, првото интервју го имав со Лидија и Маја во 103-ка, дали сабота, така нешто. Да, ефтини приказни во Ефтини сабота. приказни, не викнаа затоа што ние имавме една акција као млади бендови, бевме соочени со ситуација која може да настапиш 3 песни без тонска проба у 6 поручак. И седиме у Орце и ја ми викам, ај ќе правиме концерт. Па нема не пуштат у Орце, ај у Карев. Кој е најбољи ученик? Бубњарот, иде у Карев. Ни даваат, онака доаѓаат доста луѓе, цела генерација свири, уште еднаш кај МКЦ. Па многу бендови, бевме 10 бенда. Кој беше твојот бенд? Тогаш беше Бумбикс. Со Бумбикс беше. Точно има снимките, циркус. И трте разлаз. Позади Владан сет и Павел се мотаат кабли. Така, цела генерација. На врата брат ми, татко ми мало. Джандери доаѓаат, украдаа компјутери, фрлија сузавец, али остана за наша генерација како таква нека паралелна историја рок-н-рол, нели? И сега Тошо која прави енциклопедија, се сеќаваат луѓе многу на тоа, знаеш. И затоа не викнаа 103-ка, нас тоа не беше, што се однесува до нас, беше, сега може да се распаднеме, имаме со што да се фалиме, толку беше мокна 103-ка. Реално. Тие години особено, жаревме и палевме. На Тошо емисијата 103-ка и тротоар. Може да се каже дека тие три работи
од држа Македонија и беа доста квалитетни, реално. Читаш интервју со Jesus Lizard. Идеш на зависна листа, не знаеш, никој од мен дојде, знаеш. И колку политики забавни, кога да прва страна и идеш, нема Google. Него едноставно тргнуваш и приснимуваш касети и тие работи. И се обидуваш, пошто држава полека се клати, уште тогаш, нели тргна со тешки муки оваа земја. И ние што да правиме, рок-н-рол ни се вида како многу фина средина, реално. А тоа Скопје беше без властие, нели? Она ние како малолетници станувавме до 8 сабајле и тие работи. Ја работев во средна школа, дори бев во Music Garden, ти текне. Како не? Бајо, Затоа што што водеш. затоа штури од МКЦ ми вика бајат рокер. Вика млад си релативно, али бајата си, вика, знаеш. Само таа мувлата од МКЦ да издржиш, тоа е више партизанска споменица. Плакета 25 мај. Али, пази, причата не е уопште тужна како што ја раскажувам, знаеш, пошто немам многу искуство со тебе интервјуа. И мислејќи дали се поставам како скопски полуинтелектуалец или малски фрајер, бирам Б. Б е стално болја опција. И затоа ти го кажувам ова, од кои услови излага таа генерација, така. Секоја генерација има истата приказна. 80-ти години молеле да снимаат у МРТВ, така. Ние сме молеле да свириме у МКЦ. После тоа сакаш да идеш на турнеја, нема, нели, ратови. Така да тоа беше стално имало зашто да се надеваш, така. Слушаш дека мизари иделе на турнеја и нема ратови без неа, ти уште немаш ни бенд, ништо, на крај завршува све тоа, се средува, ставаат, враќаат Белград. Овие и идеш на турнеја и тие последни 15 години само тоа го правиме. Плочи турнеи, плочи турнеи, плочи турнеи. Као фудбалер, ти чекаш да ти помине да ти помине твојата кариера и после идеш у тренери. Среќа што вака како музичар лигаменти не се кинат, па може долго да ти трае. Ако Ролинг Стоунси се на турнеја, брат, тогаш имаш и днина, да не се лажеме. Не, една од подобри професии, дефинитивно. Затоа што за разлика од некои други професии, например, да не се даваат пари, готово, отиде и судство и здравство. Кида, вака бендови ќе рокаат, реално ти кажам. Значи, да нема кеш, ќе се најде нешто. Слушай, ме фасцинираш ти со една твоја енергија, многу чуден тип си, многу отворен, многу комуникативен. Ти кога ќе речеш, кога ќе прочитам за тебе Шири љубов, предпоставувам, викам, на пола не ме јасно, ама ти стварно си позитивен човек. Ти никогаш не сум те сретнал, те знам со децени, имам некоја поголема дупка у дружењето, ама секогаш си бил позитивен, секогаш си имал разбирање, никогаш не се откажа и никогаш не ти било тешко да макнеш опрема, да тегнеш. Како тинејџерче на 15 години да ги правиш истите работи што си ги правил на 15 години. Затоа што, например, Гораст, кога го упознав прв пат, и Гораст ми вика, така беше школата, тоа сакам да ти кажам. И од дома воспитање, и стариот мој, мајка ми и брат ми, тоа беше, знаеш, умало, у школа, у Влае, у Орце, понатаму, знаеш, да сватиш кај живееш у град Скопје, така. И го среќавам ја Гораст, легенда, прв пат го гледам. Они кога се распаднале, ние почнавме да се мотеме по концерти. За Мизар да. И ја го гледам кај Манде у продавници, и мене нозеве ми се пресекува, она поштени дета, знаеш, као, знаеме све, пратиме и Гораст, Гораст. И добро се врткам, го нема, викам, кај отиде човеков, излагам да видам кај, и ми свирка некој таму, Копилј пред Буњаковец. Не Буњаковец, она Беверли Хилс. Добро. И јас се вртам Гораст, викам, ти ли си од тие, као си викавте Бумбикс, а он дошол од Австралија и не гледал. Ја викам, да, супер сте, ајде дој вечер правиме концерт да ни наместиш знаме позади и ќе влезете џаби. И ние доаѓаме со цел бенд и местиме застава позади Кисмет, ни даваат карти и се фалиме по цела Скопје. Така беше времето, знаеш. Денеска онака пробај кажи му дека ти закачи застава дури ако е платен. Можеби, знаеш. Али ете, знаеш, такво било времето, секој е продукт на своето време, така. Едноставно, но ти успеа да живееш од тоа. Тоа е твојата работа. Ти никогаш не си имал day job. Тоа е твоето. Ни свирењето, некако почесто си гладувал од што си бил ситама. Типичен македонец. Типичен. Ја можам да кажам народот.
Порано чичко ми вика, кој си ме ти разбориш народот, знаеш, на расправање, вечна тема Македонија, дома се дружиме, фамилиарна и така. И јас стварно седам, викам, право ја викам, човеков, кој сум ја да кажам народот. Али кога ќе се возиш во автобус со точак, тоа го интервјуто понатаму можеш да го прочиташ, затоа имаше 1200 шера. Мога се развучам кога другар ми каза, знаеш. И имаше, да. И тоа се моташ, знаеш, може ќе те видат, менјаш гума, возиш, се расправаш на царина, помагаш тука на поштена екипа нешто да работи, знаеш. Поштено играш и тука лежи тоа ти што го викаш легендарно, мислам, знаеш, мене ми е исто. Ево моите најдраги фудбалери Кантона го прашуваат нешто, ти си освоил ово, не му вика на новинарот. И сега што да правиме? Добро сум освоил, дај прашаме сега што правам, знаеш. И тоа е тој став, знаеш. Види, во право си сега што правиш, ама ја не можам да го одбегнам. Премногу е поминато, премногу е километража и тоа со многу сериозни резултати. Ја еве дента кога Гаро беше кај мене, вие му доделевте награда, збориме за Бла-Бла телевизија, која е твоја телевизија, да речеме. Не е моја телевизија, јас сум уредник таму. Значи таму се браќата од Пука Козметика и Стивен, со они се собственици, а ние сме другари по раперско-уличарска линија сме другари, да. И едноставно така се случи, работиме заедно, една убава... Тоа е интернет телевизија? Интернет телевизија, фокусирани сме главно на македонска сцена и на се што ќе дојде во клубот. Значи имаме јавен алтернативен простор. Има Бла-Бла, еве сајтот. Да, ова е сајтот, дај го компјутерот, ова е Бла-Бла телевизија, ова е нивниот сајт, овдека идат се сите нивни емисии, и сега има интересна работа како да дојдете до Бла-Бла телевизија. Бла-Бла телевизија се наоѓа позади стадионов овде, но еве едно одлично видео направено. Пошто не е ова како нашава телевизија. Телевизија кај што е отворено сите да дојдат таму. Колку поише дојдете и испиете, толку подобро. Да. Знаеш кој ќе речат, абе нема кај да идат децава. Има. Као никогаш до сега има. Има неколку места. Кажи, Васко? Викам, тоа е поентата. Знаеш, на 90s маца ретро е целава приказна. И сега некако, знаеш, влагаме у продавница да нема да именувам помлади другари, колеги. И ова од тетка во продавницава по мене иде, овие со четки, со тетоважи тука, викам, брат, не е окей. Ја најнормален покрием и руките, разбираш. Не иде ни продавачка по вас у продавница, не изгледате опасно, све сте окей. А као порано, да, денес е нормално да изгледаш вака како ќе изгледаш. Знаеш, не е поентата изгледање, поентата е устав. Знаеш, ако нешто си одлучил, тере го, нема друг крив. Значи, со време, зошто и општеството свати дека, знаеш, 60-70 години се сеќавам Стив Милер бенд на првата негова турнеја ни Соединетите држави, вика, она што ме одушеви, вика, 68-69 вика, идеме во Валдорф Асторија, не сместуваат, вика, и никој не те гледа попреку, а сите таму, Доналд Трамп, знаеш, стайл е све. Али, вика, стои слика, хипик еден, и вика, respect this man, he may be a millionaire. Така, значи, почитувај го овој човек. Така што, изгледот кој беше многу драматичен во 80-ти и 90-ти години, денеска е мејнстрим до ова, па дури и фейкери. Стана голема забуна настана кога луѓето почнаа да емитираат работи, веќе нели она идеш на Google, си же, аха, знам. Си изгуби она уличарење, си изгуби емпиризам, си изгуби искуство, така, пракса. Зашо беше битно на пракса? Имаш ли ти пракса? Да. Имам, абе брат, супер ти тоа. Кога последен пат си фатил машина, пример? Да видиме не само пракса. тоа, него пракса. Бенд, си мкнал опрема? Не, епа, што правиме? Сите мкнат. Знаеш колку легенди сум видел као мкнат опрема? Као ти бараат на заем 50 евра и такви работи. Пред некоја вечер, Гаро Джуниор ми беше тука. Значи, Светски музичар. Дури, знаеш,
до толку што има и настапи и све си има човек, ој од МКЦ. Томче. Да, Томче. Му ги мести бубњевите. Тоа му е работа, го ангажира. Бидејќи брзо се договоривме за тука, макне опрема и он. Доаѓа Гаро сениор, помага он, макнат Да, само што бубњеви сега да носат. ти кажам, исто така има еден Значи, друг елемент. Знаеш, извини, што ќе те- респектираш такви Само те луѓе прекинам. кои Музичари мото сме, знаеш, за опрема да ти ја пипа секој, знаеш, го има и тој елемент. Мислам дека Гаро ќе се сложи со мене. Знаеш, гитарава гледам ја пипа некој си сеа, викам, да станам да се ја земам, знаеш. Нема тоа, знаеш, ќе те пипна некој нешто, ќе ти истори еспресо и чао. А ти све си испланирал убаво, имаш сет луѓе платиле карта да те гледаат, знаеш. А друга страна, мојот стануваш суеверен, дефинитивно. Значи, знаеш, што све сум гледал позади појачала и гитари, пошто работев и као стейдж менеджер. Тоа, не знаеш. Реплики од Кападокија до Ватикан, значи све и свашта, икони, позади палење светла, не сме тој да влезе, крстења, теписи, све и свашта, брат. Значи, само да се, затоа што, знаеш, луѓето го вадат левото таму. И нема тука зезање, знаеш, ја им викам, доаѓаат луѓе некад на стейдж правам тонска проба и трча, му викам, каде ме брат? Вика, шо каде? Ти кај работиш? Ја не знам, работам во телевизија. Ја ти влагам ли усред емисија? Ти трчам ли тебе? Не, епа. Музичар, ја може, земи пиштол, луби го. Знаеш, тоа е исто интересна работа. Дека луѓето кои настапуваат, нели, пред други луѓе, едноставно имаат убава работа затоа што се во контакт со други професии и може да се подобрат. И музичарите имаат некоја, еве да кажем, чуд, многу чуден збор кој што може да го опише тоа, да почекаат малку, знаеш. Например, ние стално сме биле први, овие се урат Хрватска, Србија, хрватски и српски панкири у Словенија на турнеја. Имало и такви работи, знаеш, кој вика, ајде брат, не вези. Знаеме како ќе заврши. Добро, еве го збориш тоа, едва и успеав да те фатам. Иако си уредник на телевизијата, ама многу малце си ти во земја, во градов. Ти си нонстоп на турне. Па не сум Како нонстоп. дојде, како не си нонстоп, бе, Васко, не ме зезе, кога да ти се јавам, све си на роуминг, човече, кој да се слушнем. Значи, ми интересира таа приказна. Како ти успеа да го истркалаш тоа од овде локални бендови и тоа алтернативи, кои не полнат стадиони, не продавате големи тиражи, како успеа да се наметнеш ти со твоите бендови, еве, работејќи како стейдж менеджер и со други бендови да идеш на турнеи? Како дојдовте толку алтернативни? Збори ми малце за таа алтернативна сцена и како тоа функционира низ Европа. Еве, например, нашиот клуб, така, Добро? доаѓаат бендови, тоест системот е следен. Доаѓаат дечко од Скопје, промотер, ние сакаме да работиме со тоа е и поентата на тој јавен алтернативен простор, таа е платформа, нели? Имаме озвучување. Оно што требаше да биде 103-ка, што беше добре, само 2-3 години. Не, 103-ка има убава Ама платформа. Бла ТВ дефинитивно подобро се наметна. Различни медиуми се, меѓутоа види, 103-ка Last FM, чекирај го да видиш кој е најпуштан бенд. Отиди. Канал 103 Last FM. Да видиш кој е најпуштан бенд. Така. Уште е бернес пропаганда. Значи таа зборува за други работи. Коперо камиказа си се. Трачери, Мугер Фугер, Анастасија, Архангел, тоа се бендови што се пуштани многу пати. 103-ка едноставно кога дојде до оно окинување, нагло ја смени целата политика. Така да ние митски времења, нели, познати на 103-ка, не може да се споредат со тоа што се случува од 2003 натаму. Да. Многу македонски бендови се пуштаат. Друг медиум е Бабла истата приказна е и многу е битно и за ова, еве гледаш кога се поврзуваат работите, например, доаѓа промотер од Скопје, ме вика имам бенд од Бугарија, имам бенд од Маđарска и 3 македонски бенда. Повелете, свирете, им правиме реклама, има интервјуа, доаѓаат и продаваат карти и така иде тоа. Ако имаш добар промотер што ќе направи реклама на радио, ќе истурка приказната, ќе ти дадат луѓе. Како дојде ти до толку, бидејќи знаеш кој ги еве Горан Трајковски исто беше овде. И зборевме со Дајна Лакајне. Низ Германија настапува долго време и тоа долги турнеи. Тој е најпознат автор во Германија за таа музика. Да. На сите времиња. Апсолутно. Значи тој Dark Wave, да речеме, таа алтернативен правец. Анастасија му е све. Така. Озбилно. Но знаеш кога го прашав за турнеи како функционира ово, вика разговарај со Васко за тоа. Абе турнеи, сега што ти кажам, го знаеш Бади Гај. Не знам.
Бади Гай она му влија на Кит Ричардс. Значи стар блузер. Така? Била ултра голема легенда и ми кажува Митко Сав у Прага, вика доаѓа Бади Гай на интернет day off у Прага, так доаѓа ке газдата у клубот, му вика слушај, карта стаи 50 евра. Секој што ќе влезе само 300 карти, секој што ќе влезе добија литар виски. И толку луѓе ќе доаѓат, и толку пари ќе земат. И еден се согласува од клубов. Доаѓаат луѓе ги пазите што значи тоа 200-300 луѓе на врата седи, легенда, значи свири од 50 години. Батето има 80 и нешто сигурно. И вика како фала што дојдовте поведете литар виски, седнете таму, резервации, све таа се шитка за 3 сата. Значи се е прашање на стил, кој како се вика, сам си го бараш, знаеш како викаа старите порано. Све друго што ќе слушнеш од музичари, абе тешко е, тоа е мрза се вика. Бидејќи на секој македонски дијалект. Мејнстрим артистите во Македонија не можат ни летувања да соберат сите колку што ти имаш у една година турнеи, човече пространство. Како успевате и каде све свирите, и какви се искуствата? Сега ти кажам, ние имавме, значи со тој бенд ФПО, ствари целата приказна преземена тој бенд, бидејќи ние имавме среќа таа 2003 година и 2002, тоест да имаме издание. За тоа време, знаеш, некое битно издание со битни луѓе за таа сцена, кои што имавме среќа се од Хрватска и не поканија, отидовме на турнеја тогаш. Беше искарфе. Во Хрватска? Не, бевме низ цела Југославија и Румунија, знаеш, како со воз, со автобус. 2003. 2002-2003. Добро. Прелазот зима. И така на 12 концерта, со нас беше и Тина, девојка ми што пее у Бирнс пропаганда и Скарфес од чиста околина. Ова е девојка ти? Да. Она е шефицата уствари у бендот. Ја едини се мотам. И зумирај. Сега ти кажам како се кукташе причава, знаеш. И ние идеме таму на турнеја и гледаме нов свет скроз. Кај нас сите зборат нема ништо. А ја не сваќам како може ништо да нема кога сите што свирали у Македонија стално се добри, знаеш. Стално имало добри бендови. Едноставно недостасува акција затоа што не постојат тие врски што последни ги поставиле нели Мизари и сличните бендови. И ние не покануваат овие од Мизарија да, и Мизар беше последниот бенд што ги имаше тие конекции. Ние отидовме први иницијатива. Значи цела дупка имаше во некој континуитет, празен од патување. Значи нас се случувало да отидеме на турнеја и само Мизар или Суперхикс може плакат да има. Така. Знаеш, као Мизар као што свирале, Суперхикс нешто свирали и ние. Меѓутоа во последниве неколку години има бендови што може да се пофалат дека направиле по неколку европски турнеи. Преземајќи го тој модел, знаеш, као... А ти си еден од главните? Па ние сме, викам, после толку време први и Суперхикс тргна. 2003 има европска турнеја и ние исто 2003 истиве Хрвати ни викаат, абе дечки, што не дојдете ќе ве возиме ние по Европа, ние караме по Европа визија, уживај. Као ние појма немаме, као нема шанс дека се изгубиме. Појма немаме, знаеш. Ние сме Македонија, као дојдете вие, абе не дојдете вие, дај вие да идете. И ние викаме нема шанси. Плюс бендов малолетници глупости, знаеш. Никој не ќе иде нормален. Тука е може битното зашто некад ме викаат Васко ти си магаре тогаш, знаеш, кога дое време да се смируваат луѓе, мене некако знаеш седам вака и си ги бројам овциве, викам, брат, да не ми се овциве на број, чекај малце почекам, има време да тапне баскетот, после ќе збориме, знаеш. Не бе, јас сакам да играм, ако и да губиме, сакам да играм. Мене не ми се верува дека сите секоја македонска приказна завршува, а и се ожени после војска и бе тоа тужно ми изгледаше, знаеш, гледам на сите тие фантастични песни, пази. За да почнеме да збориме причи, какви фантастични бендови стигнале до уговор за плоча, можеле да бидат многу битни. Не само во Југославија. Али се здебелиле, оќелавеле, изгубиле зави, направиле деца и баталиле. Не е битно тоа, може ти секако имало разни фронтмени што излеле секако, знаеш, тоа е убавината у рок-н-ролот. Може. Све што офрла општеството повелете и правиме милиони, така. Некад и правиме милиони глупости, меѓутоа се прават милиони во секој случај. И сега ти кажам, ние се пуштивме таа турнеја направивте? Отидовме со италијани, па бевме Холандија, Италија, Германија, такви земји. И идеме ние, пази. Абе чекај, абе сонуваат овие мејнстрим црковци што доаѓаат овдека, кој ќе седнат овде на тросет и кој ќе речат снимив нов спот.
И Јанко, толку. ама станува збор А за вие- мали концерти. Ти ми спомна. Станува збор за мали концерти. Да, ама пази. ми спомна 5 земји, мали концерти. Они не можат ни во диско да настапат на плейбек. Сега ти кажам да не беше ФП, Беренс не можеше да постои, бидејќи ние харавме долго време и направивме неколку турнеи, 5-6 турнеи, онака бевме луди. И едно време дури и представувавме нешто таа сцена, не имал книги, некои таа работа. И Ја покажав. престана приказната Ајде. со ФП деношка затоа што тоа беше бенд концепиран околу класичен анархистички бенд, знаеш, како на Так. градсторици анархистички, во А најнаивната тебе ти е смисла. блиско таман од Ньюполис Стейт. Секако, значи од Жена ми се шуткаше на цела- вашите концерти. Целата работа така ме учеле да почитувам луѓе што нешто постигнале, знаеш. И ти од секој можеш да научиш, знаеш, затоа Кажи ми како изгледаше таа турнеја. Тие мали простори, мали клупчиња. простори, меѓутоа сваќаш дека таму постои пулсирана култура која што не трпи цензура, не трпи ништо и знаеш ти од една перспектива са ние доаѓаме у Љубљана с квот, као, човече, што е? Како? Сквот, знаеш, као, аца ти кажуваш и он бил по сквотови. Ви гледаме, ние како бе вака нелегално ништо со агрегат, струја, нозот, као 10 нормални словеци, бе. Шо преш ти студирам медицина, шо преш ти татко ми министер, шо преш ти ништо, јас сум од Крајн, живеам тука, како живееш, така ви идам на пазар. Они од булдожер, мамо господинот Брецель, Брецель, како Брецель, знаеш што беше татко му? Татко му беше личен лекар на Тито. Знам, го знам лично Брецель. Така? Имаме видео, ни го гура комбето. Али Марко Брецель го напаѓаат, Марко градоначалникот Брецель го напаѓа. е генија. Ој снима од видеото и издава DVD, како го тепаат. После тоа влече магарен и ја свириме, доаѓа со слика на градоначалникот. Ја викам, седи тука дур свириме, после имаше ни бразилци панкери, Врати го ми гледаат се- вака. Врати ми се на И- на првата турнеја, Пази. значи Холандија, Словенија Тоа е втората доаѓате. турнеја, тоа е втората турнеја на ФП и после тоа следува уште неколку, меѓутоа што научивме? Има принцип, издавачи те покануваат, ајде издаваме плоча, ние издававме винили уште тогаш. Во Америка, во Европа, сегде ФП. Уште и ве нудат. Да, и ние се издаваме мали тиражи све, меѓутоа Чекај. Тој вика ќе ви издадам Васко. ако свирите месец дена, ама пази. Што ти вика, ќе ви Вика, издадам ќе ви ако издадам, свирите? ама треба да свирите месец дена турнеја. Ја викам зашто, пази, зашто? Ја викам, За да продадеш дечко, бе, плоча. кај живееш ти, ало? Како зашто? А ја не сваќам го, не зезај, ко. Се сите може да се смеат, ама така беше, иначе ќе идеа сите, знаеш. Да. И идеме ние тргаме и едно време сваќаме дека сме добри, као не сме лоши воопште. Нешто ја, ама така искочи. Ама среде турнеја, дечки ние и не се Не лоши. сме лоши уште на синглици, имавме Слушај, плочи, толку органски, инстинктивно не сте ни размислувале дали сте Да, добри. и ние отсвиравме Уопште на толку 150 скромни. концерти. 150 концерти во Америка. Не бевме во Америка, не успеавме, има една тажна приказна позади тоа, што не е до нас, значи потресна приказна, мислам, не ти ја раскажувам. Како сакаш. Никој не е крив. Меѓутоа ете не отидовме на таа турнеја, дури Бернес отидовме многу покасно. И целата работа е у тоа што тој бенд имаше свој став, да изгради нешто што не постоеше и да се распадне кога треба. И всушност приказната со Бернес пропаганда почна измеѓу распадот на пред да се распадне ФП, ја више со членови на ФП пробував да имаме бенд Бернес пропаганда и тука Тина се мота пее хардкор бенд Scarface. Ја на сите зборам, ајде да правиме бенд каков бе бенд. Абе Тина ќе пее, ние као рок без дисторзија. Си се шитнал, брат. Си се шитно. Јас стално имам таа судбина, све се шиткам, до сега колку се имам шитното, кој знае човече кога ќе ми померат ивото Све што отскакало. Не е битно, и Индија е исто. И у Индија ти си сменил нешто така или И си се шитнал. ај сменил електроника нешто или ај сменил Одма си се шитнал. Led Zeppelin музика, смени нешто. Да. Знам, Анастасија кога потпиша за Before the Rain, одма се шитна. Да. Знам, тоа е менталитетот наш. Ама сега- тоа го нема никаде. Само кај нас го има. И знаеш што, среќа поради тие турнеи ние едно време влеговме со некој лингурски став, нели? Не, бе, не, ајде да прашаме да не ги навредиме, ајде ние први ќе свириме и едно време почнавме да се бориме затоа што и ние продаваме плочи. И ние ги снимаме со Деко кај Идрис Ѓорче. Да се снимаме. наметнете како Да. хедлайнери. Па да, и ние едно време бевме не се даваме, доаѓаат некои португалци како дечки, вие први, ние втори. Зашо? Чекирате у максимум рок н рол, тој став го имавме. А ние онака таф екипа. Имаме Хрвати све и не им се даваме. И едно време
се прочуни из Европа во овие, вика комуњари тешки се анархокомунисти, као све заедно носат вегетаријанци, вегани, веганка школа од Македонија, ајвар мачка, ајвар ако не им даеш ќе ту тепаат, као свират, многу се добри, ни пијат, ни се дрогираат. Циркус. Тоа е интересна работа Тоа беше што ти интересно, да. што ти си фаца стрейтер, ама тежок стрейтер. Тогаш бев. Тогаш беше. Да. Сега малце забега. Ама сега е дозволено веќе на 40 години. Види, знаеш како викаат до кога трае утакмицата, дур двата боксери стојат. Значи тоа е поентата, така. Секој што бегал од часови биологија, Кажи ми, заборавил некои работи. свиревте така. бесплатно, вадевте ли барем за сендвич? Вадевме, како не. Инаку кој би ти, значи, пази, приказната ти треба тогаш, значи да се дилаш со неколку визи, така, со малолетници у бенд, со немаштија, со стопанска комора што не е јасно што да прават со тебе. Озбилно. Зашто стопанска Па комора? мора да имаш ата карнет. Словенецот вика ти си патол, вика не може, вика вие да влезете. Зашто? Не се врзани вие позади. Ај како не се врзани? Ние се тетоважи тука каде? На европска турнеја. Кона што е комедија на српска кој идат у Словенија, истата приказна, знаеш. Нас не уапсија у Словенија дека не сме се пријавиле 2 дена. Што доаѓаат кога тука ни се тие, ние се сиреме тука се, ајде со полиција. Зашо? Не сте пријавени. Како бе не сме пријавени, човече, ние на турнеја сме, кога, знаеш. Си седиме, чекаме у клубов, тука сме пишува на плакат, така. Ја имате у словенечка амбасада и такви работи, знаеш. Али едноставно кога ќе доеш дома и никој не кривиш, знаеш, тоа беше нашиот менталитет. Се распаѓа Македонија. Добре бе брат, ајде да видиме ние што да поправиме. Така нема бендови. Што се боли Хрвати да стрбиме, холагјари види го американеца, врска нема, брат, добар бенд. Баш така. Сме збореле на Радена, овие им викам у бендов, дечки, вие сте боли момци од сите овие, бе, знаеш. Тоа беше нашиот став као Дончо у Вардар, знаеш. Нема им, збориш на луѓето, знаеш, позитивни работи, затоа што стварно се добри. Ние не постоевме уопште на мапа, не дека сме биле лоши, него немаме интерес, знаеш. Влагаш у хотел, сите држави ги пишува, Македонија не ја пишува. Ти текна, идеш на Сигет, сите знамења ги има, македонското го нема и тебе те нервира тоа, знаеш, ама викаш, не е моја работа, бе, брат. До кога ние кидеме на клизаче, знаеш, се идеш и затоа таа поента кога ти одговарам за животот, знаеш, како имаш и стрейтерски моменти, знаеш да се напиеш 2 пива и вода, има и нема, меѓутоа никој не те терал со сила, тоа еднаш кога треба да свати македонскиот народ за секоја работа. Тоа е успехот наш, ништо друго. Успехот е дека уште сме здрави у мозокот и ги правиме работите заради љубов. Мене ми вика еден клинец, абе јас свирам од љубов. Вика нека вие, викам брат, ти што мислиш 600 концерти без пропаганда, ја глумам. Па ја брат 4 Оскари ќе имав. Така си глумам ја по сат време. Јас свирам од љубов, брат, ама е на 20 кусур години. Ама слушай, кој отров е Бернис пропаганда, кој сами по себе и сега мојава публика абер нема што прави муабет и уште се наоѓа копии кои тебе те смета за некој висок естаблишмент што сте овакво само затоа што сте успешни. Ама Јанко, нас не има дали е тоа урок енциклопедија, разбираш? Знам, ама дали ова е нашиот македонски менталитет? Мислам дека кај да отидеш во странство, они сегде и секој копил ќе те респектира. Ама и тука се заради успешни, тоа. тука знаеш какви бендови има, човече, тука се дешаваат многу добри работи. Ама вие сте им добар пример. Значи, живеете од музика, издавате. Која е оваа плоча поред? Оваа ни е пета голема. Пета значи, ова е плоча. всушност нашето северноамериканско издание, како компилација некоја сакам обидот е да се представиме, нели, бидејќи бевме на турнеја таму пред 3 години и се уште некои луѓе имаат добри впечатоци околу нас, се обидуваат да не викнат, меѓутоа ние не сме заинтересирани. Сакам да кажам дека оставате добар впечаток. Чекај бе, ја можам да бидам свој, да бидам motherfucker. Ова ни е обид да се вратиме во Америка, знаеш, ама овој пат легално. Пошто тогаш беше малце сумњиво, знаеш, ни пишува на не, отворено си зборам реално, шо брат. Добро. Сум бил таму наша победа. Значи, ние имавме сега да кажам што не чини работава наша. Треба да измислуваш работи со силата тера да си криминоген, за да отидеш на турнеја, тоа ти го зборам, знаеш. Аха. Или например ние идеме у Словенија, нас некој требало да ни објасни тука, дечки, кога ќе влезете у Словенија, имате виза. Со таа виза треба да се пријавите, словенецот му е гајле, од тука треба да те спремат. Кога ќе искочиш од Табановци, ние тој менталитет сакаме да го наметнеме во нашата работа, не да се правам паметен на некој друг. Значи јас сум спремен, тој ме гледа вака царина, викам, шо, готово, еве, фирма иде.
Шо, викам, имаме, шо ела, викам, врти брат, шо имаме 75 дена, караме 75 дена. Белорусија, Русија, секој ден. Америка, каре, идеме брат, у комбе И така се протнуваш кога ќе види дека тоа е тоа. Ма нема, ние сме А они сакаат чисто она бирократија Кај нас треба да се смени тоа, значи ние идеме, ние сме индијанци, тоа ти го кажувам. Сите музичари, сите што излегле надвор, и Готра, и Гаро, сите што свират надвор, затоа што се утре интелигентни и талентирани луѓе, иначе друго нема проđа. Поентата е дека тоа уопште не е работа на уметникот, знаеш. Доколку покаже уметникот интерес за менеджмент, супер, еве ти го директорот. Меѓутоа, поентата е да се учи од подобрите, ние идеме у Шведска, гледаме како е тоа снимено, има добри работи, има лоши работи, така. Тоа што ни се свиѓа си го применуваме како наш интимен колектив. Што е тоа што вие морате криминално да направите за да Е, во Америка ги лажеш, ки идеме на концерти, нема да свириме. Како бе нема да свирите? Не разбирам. Па идеме затоа што ние бараме поддршка од разни инстанции, нема, знаеш, као ние не ни спиеме од тој културен центар. Идеме у амбасада, закажуваме и тој ми вика, каде брат, ви во Америка? Викам, па е на турнеја, ама промотивна. Како бе промотивна? Така бе, идеме, Лейбл се е заинтересиран за нас и стварно грантно писмо на Джело Биафра, Дед Кенедис, пејачот Лейблот. Ги викаме, ни се свиѓаат Бернес, сакаме да отсвират пар интимни концерти во радија, па ако се добри ќе ги потпишеме и ќе правиме бизнес. И вака ме гледа. Американецот вика, аре бе, добре да видиме. Вика, ама само ако свирите еден концерт, готово, никад нема во Америка да се вратите. А да не свирите концерт? Да, и ни пишува. Зошто да не свирите? Вика, Чекај малце, не ми е Па јасно. затоа што треба да платиш, некој треба да отиде таму и треба да плати. Треба да плати, значи, данок за твоите настани. Ние као бенд, као менеджмент сме стигнали до тие промотери, така кои што се она полулегални, ти текнува. Тоа сегде го има и у Холандија, ти идеш све у Амстердам супер клуб. Све е ама тоа тука- underground. Па полулегално. Видиш, не го разбирам ја ова. Затоа што сите големи парират сегде у балет, у фина уметност. Така. Да, Балет, establishment. театар. Да, свирење. Добро. ова и она. Никој не е заинтересиран за таа Алтернативна култура, сцена. само кога ќе умрат авторите, после, нели, во тој период, действува сликарите, тој. Сега група Зеро сите ги знаат. Така. Така. Сега, да, група Зеро, како не, прекрасни. Да, ово има секта, ово јаве брат, супер е си читал у теа модерна, сега напишал и знаеш. Тоа треба да го изгубиме, не може така лажење. Да се видат папири, како што ти бара полиција, така и ти ќе им бараш на сите. Дај да видиме ти одеднаш кога се појавија сега сите се алтернативци, како тоа алтернативци? Кај сте биле вие луѓе, ама студирав, супер. Не може тоа така. Американците, енглезите, германците нема кај ни впуштање ако ти не си таму цело време присутен на терен. Се Што тргаш ти направивте ти во доаѓаат Америка други. тогаш? Свиравме 45 концерта, Илегално. не илегално, не им пријавивме на овие, иде басистот. На кој не пријавивте? Па на американците, што правите? Ништо, вамо таму. Ние требаше да им кажеме, бевме вамо и вамо, заработивме толку и толку пари. Меѓутоа, тоа сепак беа мали простори, значи кај што 100-200 луѓе, обично. и помали, каде што функционираат на принцип нели на донации. Таму уметноста не е само нели бизнес пропаганда, не е само дел, не е само дел од оваа бизнес култура, така. Така. Тоа е малку послоевито. Таму луѓето прават некои работи поради некоја причина, така. Као што луѓе идат у црква поради некоја причина, има и луѓе што функционираат на тој направи сам принцип, не дека они не можат боле, него дека така сакаат да живеат. Таму е дистинкцијата јасна, значи се знае кој е само бизнис, така овој стайл четка, Кристина Агилера, тоа се бара брат. Тука се бара објаснување зашто ти така интервју ќе дојде новинар некој, ако го утнеш интервјуто, чао брат, доаѓа друг. Нема место. Значи доаѓа друг, дава бољи интервју од тебе, дава Ама 45 концерта? беше супер, беше одлично. Друго е кога ти зборат за Америка на вести, друго е кога свириш таму. Знам Горес кога се врати, кога свиреше, вика, неверојатна добра публика има, вика, таа алтернативна сцена, вика, сите се со пиво во раце, сите се стрейтери, сите се она за музика алтернатива, откачени Ама се, и тука вика, е така. не ги интересира од тој мејнстрим, Агилера и тие Мадони и тие, Мејнстрим е сегде мејнстрим. Ние зборуваме за нешто што за нешто што е проблемот е сака нас се не има. ги интересира тој мејнстрим, тоа сакам да кажам. Например, се има супер бендови по Скопје, хараат, свират по Македонија, ги нема нигде на телевизија, знаеш.
Поентата, затоа ние постоиме со телевизијата, Бла-бла. да може да се протнат, така. Да. 103 е тука, значи други медиуми има неколку и се бориме најпоштено или да се избориме за еден органски пристап кон слушателот. Колку да Така, звучи така. глупо ова, затоа што многу таков те е разбирам. тертипот и на музичарите, таа сцена и на публиката, Не е знаеш. ништо овдека насилно, не е претенциозно, Не, 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 све е ми- овдека спонтано, затоа и органски Пази, човекот е издал добар у Канада, ова е штампано у Америка, издаено у Канада, знаеш. Значи, човекот уложил пари, не е таа така. Абе, Джени, колку Така. мејнстрим музичари можам да набројам што издале винил, плоча, CD, а ти имаш... Ама сакам да кажам дека тоа е нормална работа. Знаеш колку се издава моментално сегде у светот. Тоа треба да го прават музичарите, не треба да биде се еј, сме издале плоча и цареви сме. Па што треба да правиме Бернес? Одиме може да со видиме Бернис спотов. пропаганда и спотот и Повеќе. песната повеќе. Знам јас дека заслужувам наслов на самица во боја, златни букви во историја, повеќе од што добивам. Прогресо значи повеќе, а не по-добро. Ке купувам, ке работам повеќе, ке добијам, ке изградам, ке изгубам повеќе. Тешко е да задоволиш публика која секој ден очекува повеќе. Козметика, не етика и нешто ново. Свеж леп, MP3, брзо досадува. Свеж лимон, нов другар, брзо досадува. Google, не постои прашање кое некој не го поставил пред тебе. Барем 5, 6, 7 пати. Што да прави стара вест? Во нов свет, ти си стара вест. Во нов свет, а ние сме неофили, гладни сме. За нови вести ние сме неофили, деца на брзи промени. Само 8% од парите во светот се физички. Останатите постојат само во нашите глави. Замисли. Само во нашите глави. Замисли. Само во нашите глави. Изгледаш по-добро на монитор отколку во живо. Остани дома. Остани затворен.
želbi i stavci. Anonimni kako žena koja ti splete džemper u fabrika. Nije smem, neofili gladni smem, za novi vesti nije smem, neofili deca nam, vrši promeni nije smem, neofili gladni smem, za novi vesti nije smem, neofili deca nam, vrši promeni. Агностик фронт во МКЦ, Пола сат му викам на режи уште од пред минута Да. да не пусти у програм. на критика МК, му викам Тошо, подхитно мораш да продолжиш со пишување на текстови. Најди начин. Аха. Убаво е, бев на тој концерт, легендарен концерт, фантастичен концерт. За кој збориш? Агностик фронт, тоа е значи Аха. легендарен бенд за хардкор, дај хард колектив, наши промотери прават концерт, она што ќе се памти. И Тошо, толку восхитен од концертов, се најдоа со пејача овој легенда, исти плочи, слушале, си разменија контакти и Тошо трогнат, пишува после толку време новинарски текст, Тошо Филиповски. Знам, знам. Беше кај мене у емисија. Не, он И читам, умре да ја и викам, прави вака треба. таа рок енциклопедија, ама Ја прави? и знам ја прави, знаеш колку години ја прави, знаеш од кога дојдов овде. Ама Јанко така Ама, се прави за жал- енциклопедија, енциклопедија се прави многу години. Не, он бараше многу од министерства, сите му дадоа некоја поддршка морална, ама од таму од кај што он бара пари, инсистира, а тоа е државата, не добива пари. И сега он се труди исклучиво инсистира државата тоа да го финансира. Јас се слагам. Ја да сум брат министер, абе со две руки му подпишувам за тоа. Ама Пази, Тошо, никако ја пратам целата енциклопедија, пошто и мене ме интересира и старо ме интересира тој историски аспект на работите и знам доста работи. И ме занима, значи да ги гледам тие дневници на директорот на МКЦ. 81-та, тогаш ќе настапат тие и тие. Мирко? Мирко кога Сега, беше директор на моментов не се МКЦ? сеќавам Добро. 80 кој да не грешам в душа, значи јас се сеќавам од 91 натаму. А, да, добро. И ади пишува луѓе, оприлика толку и толку луѓе, многу интересно. Аха. Со пенкало, со све, флајер стајано. Све тоа изгледа како што треба, ама ете ти документи. Сега точно иде кај сите тие приказни работи, така да ја мислам човек што направи таква една голема сизифовска работа заслужува нели Заслужува. он да одреди кој формат, на кој начин ќе ги добија Има парите. добра идеја, он сака и музеј на рок. Све ми е јасно, знаеш. Музика на рок, музеј на рок музика да се направи некаков. Знаеш, и се што нешто вреди, пошто овие кај да е за 10 години првата генерација ќе отиде јабана. Веќе сенилни ќе биде. Тие награди кој ќе им ги чува? Саѓаш? Што ќе биде тоа за нивните? Ама стај го негде на некој приказните се место. интересни. Енциклопедиите не признаваат ништо друго освен факти. Тоа е тоа. И тоа е интересна работа, ќе се протене што не е точно, ама многу малку. Југословенската рок енциклопедија, човече, па тоа беше закон, бе. Па еве уште Јањатовиќ беше колку има 6 изданија, ако не се лажам. Да дополнете. И тука има интересни работи и например поминува времева, знаеш, поминува времето, меѓутоа се е тоа документирано и така да точно му посакувам, ја мислам дека ова е годината во која што ќе искочи енциклопедијата, која што сум запознаен. Дај Боже. И има тука многу интересни Ќе приказни. му дадам многу простор. Мора сите да му дадат, бидејќи има таму многу луѓе. Не, кој бе мора, кој му дал, бе, Џони? Мора да му се даде. Кој, простор. ама никој не му дава. Мора му да, тоа Абе, не му дава, бе, нема на медиумите. Он мораше да вика прес Да. со познати фаци до него седнати, за да медиумски некој. Мора на еден начин. Ми викаат новинари, ме прашуваат, кој е Тошо? Ето и до Владко Стефановски. Види се, не треба да се спуштаме Ама на, сега, на што ниво да кажеме? на луѓе кои не Ама знаат ние ништо. мораме, ама тие се у медиуми. Ти имаш ли музички уредник бе у некоја телевизија? Ти се чуди. Ја имате бла-бла телевизија и затоа ве поздравувам. Затоа што има некој таму добре, да. што се разбира од музика. Проблем е, немаш ти музички критичар, музички новинар. Има, Тој- има, ќе се Не, бе, ќе се изненадиш колку има. Меѓутоа поентата е, ја не би кривал новинарите, поише се криви уредниците.
и собствениците, затоа што Джони, тоа кажува така за е, бидејќи јас така повеќе е. ќе ти најам Ама не луѓе може што се новинар што не слуша музика, бе. Радиоводител ти од 100 радиоводители 90 не слуша музика дома, не пуштил CD, не Види, знае што е Јанко, албум. тоа што е добро ќе Ова се- не го разбира. Тоа што е добро ќе си најде начин. Мислам да сега не исклучи ќе се жалиме. Тоа што е добро ќе си најде начин. Меѓутоа поентата е сепак многу добри работи пропаѓаат затоа што не сите имаат енергија, нели? И живците се бавтаат со тие работи Знам, кога во не с- успева работата. Во 103-ка, тој го изборевме со Горан, во 103-ка кога дојде првиот електронски бранд, праење музика на компјутер, имавме едно 20-30 бенда кои максимално им дававме сапорт Да. на 103-ка, јас и Горан поготово особено, од нив еден или двајца дали обстана, и тој и тие двајца, Роботек и Новоградска. Секогаш е така. Не, Секогаш е едноставно и се оженил, се здевелил, Да. се вработил, други приоритети и тоа е тоа. Но луѓе како тебе обстануваат. Добре, гледај, електронската сцена е една од посрекните приказни, според мене, моја рецензија, една од посрекните приказни македонски со време. Мешаш пуштање музика со електронска сцена. И правење музика, значи. Правење музика е сосема друга Правење, работа. пуштање, промотерство, Пуштање музика, дисџокејство е пуштање музика. Тука многу од креативност да Добре, не се и тоа е лажем. битен елемент. Друго е, битен елемент е од сцената, ама не и најбитниот. Најбитниот елемент е креативниот процес. Секако, Тоа да. ти што го правиш. Ова што го прави Бер, оти ова се авторски дела, смислени, ноти, ова е, аранжман е правен, Не, кај нас направени е- се кај нас фрази. е- Тоа диџокеј не го прави. Да не се лажеме. Ретки се, со честни исклучоци, секоја чест, ама албум има од диџокеј? Нема. Све е нешто сет, ова или прават, она. има прават, значи има наша и транс сцена која што се да не мешам имиња, меѓутоа има и хаос, има луѓе што издаваат винили, има држат и Не ми стига на радар, Васко. Па добро, не ми затоа стига што- на радар. Знаеш, Скопје е и голем град, знаеш, тоа ние не можеме да сфатиме дека сега Знаеш, Скопје е голем неколку град. места се и не ми стига на радар, а обично малце кога ќе малце да одскокне и ќе дојде. Зато ми е добра бла-бла телевизија, оти ме упатува. Аха, ова се имињата. Оти овие имиња сега што се у моментов никој им ништо, а се на бла-бла телевизија тие за 10-15 години. Поентата е да се најде модел кој што, знаеш, допер ја тоа го научив од големите инди издавачки куќи, треба да направиш модел кој што ќе биде најблиску до тоа што го нудат големите компании, меѓутоа според твоите можности. А што е тоа, на пример? Ево, на пример, мојот бенд работи, на пример, во студиото 1060 со Дени Крстев, членот на бендот, кој што свири и во фонија, свиреше со мене и у ХАХ, и он е изванреден. Значи, она стварно се разбира од снимање и средување на звук, многу е вреден. Седиме по цело време у Ѓорче 1060 студио по поштанскиот број, нон-стоп, значи работи и нема прашување. Ја доаѓам, значи нема прашување, нема како се чувствуваш. Ние доаѓаме и работиме, знаеш. Дури некојаш тоа е само муавет, меѓутоа стварно доаѓаме у студио и работиме како да сме на работа, бидејќи сме на работа. После тоа работам со луѓе само со кои што сум работел долго време. И тоа зборува нели и за тебе и за нив. И како и сите ферски се пушташ, така. Како важи за холандјанец, така важи и за тебе. Само е тоа правилото, ништо друго. Нашите бендови прават една грешка. Да не се правам паметен, меѓутоа мојот стил е поинаков. Во Македонија најчесто излага албум и тоа е тоа. Не, тогаш почнува работата. Кога ќе искочи албумот, работата доправа почнува. Зашто тогаш само ти си знаел за тие песни, твоите другари, све е супер. Меѓутоа, првите намуртени фаци, нема повици за фестивали, Србиве, Хрвати имаат поише простор, последни свират, ти свириш прв, они зимаат толку пари, ти зимаш толку пари, не кеш и на тетера, не кеш да менјаш јазик, така, наоѓаш начин. Нема друго. Нема друго. Ја викам, битно е да те спомнат. Абе, сте завршиле 7 место. 7, те спомнале. Да, ама ти веќе и вечерва имаше проблеми, ти се нафрлија зошто доаѓаш кај мене во емисија. Ма види, Јанко, ако... Што ти рекла? Дека сега од сега со твоево гостување кај мене Ама кариерата ќе ти иде надоле. Види, има разни ставови, сигурно и тебе ти зборили. Ја не сум цвечка, така. Значи има разни ставови во животот. Едноставно човекот се ја им викам кој ти е, знаеш она, ја немам проблем кој ти е омилен Битлс, ома викам Џон Ленон. Има луѓе мислат. Мене ми е омилен Битлс, Џон Ленон, така. Кој ти е омилен ваму, тој, кој ти е омилен тренер, тој ми е омилен теја, нема што да мислиш ти текнало. Така да
секој си работи тоа што мисли дека треба да го сработи и на крај на денот ја не се шетам ни со security, ни некој нешто му дужам значителни суми пари и тоа ако е дужење у фамилија. Мислам најпоштено, типичен македонеро. Значи нема тука што. Ако некој сака да ми завидува на тој живот, ја му се восхитувам, пошто е тогаш ќе најдеме муавет, знаеш. Чекај, кажи ми, ти 150 дена у годината си на турнеја. Сум имал и такви работи. Сега не, сега сум посмирен бидејќи размислувам за некои други работи у животот, плюс, знаеш, мене највише уствари, искрено да ти кажам, да не звучува, не знам како ќе звучи, али јас сум залута на музика. Мене највише ме бивали у школа за состави, за песна. Јас сум писател, поет, затоа највише ме бива. Најлесно ми е да седнам и да земам листи папир и да си пишувам. Тоа ми е најбоља работа. Слушај, дај бе да Си тераме бизнис. Имам дил со или. Ја се мислам на стари години сега да земам кредит и да почнам да одгледувам марихуана, пошто се легализираше кај нас. Па- И многу добар бизнис и доходове. Имам цел подрум, Биди, као прво марихуана не се одгледува у подрум. се одгледува под Ама се овакво. одгледува, ама тоа е за Филип западњаци. Филип не ти каже све ќе поставувам дома кај мене. Легално, легално, види, регистрирам фирма во полиција, во ово, не. многу работи кои што порано биле смешни. Сега стануваат и тоа како? Или- Сега се на пример Дури и така. лек за спасување Затоа што живот. човештвото, убавата работа во човештвото нели копира. Добро? Ние сме на голема копија цело време. Тоа е тоа. Се Добро. копираме цело време и тоа е поентата на све наше, само се копира и тече цело време. Обседнати сме со тоа. Кога ќе видиш онака колку пати сме копирани, не е лоша копијата, не е толку све лошо. Да, Кога тој став ќе се изгуби, кога ќе почне све да ти смета, значи црната магија надвладеала над белата магија или пак добрата магија губи во тој случај така. И кога тоа човек ќе го изгуби, џабе му е све. И факултети, и добар бекграунд, и добра женска, и добар дечко, и вакви пари, и такви, и таква грабба, и ваква грабба. Тоа е све џабе. Кога човек са бале се буди и пцуе све, не му се свиѓа ништо, тогаш не спасува никој. Например, мене Секогаш никад ти нема... го бараш проблемот во себе, не го Мене бараш никад надвор. нема занимало, такви работи нема занимале. Значи, не се правам се Васко, не те разбирам. Проблемот никогаш не го бараш надвор, туку го бараш во себе. Така е. Тоа е Така све е. перцепцијата во Затоа што својата ти глава. више си На вратен. тоа ли мислиш? Да, еднаш кога те зафркнат, те зафркнале така втор пат ти си више крив. Така. Ние цело време као средина тука ја грешиме работата. Дека нон-стоп некој друг ни е крив. Нешто ни е крив. Комшијата ни е крив, државата ни е крив, соседот ни е крив, шефот ни е крив, жена ми е Не крива, може. другар ми е крив. И Покажи. со тој став не може. Покажи. Не, пази, некогаш и другите се криви, меѓутоа покажи. Ја тоа го научив у војска. Покажи, копаш мина и после ја гуштири. Што да прави, брат? Ти си му покажал како се копа мина, може у цивилство најак фраер. Ама ако ти си му покажал како се копа мина, ти си за него фраер. Тоа се вика авторитет по елоквентност. И тоа е суштината на анархизмот и на секој слободен дух. Ако си ти подобар од мене у нешто, јас сам ќе ти кажам, сега ти ако возиш до Охрид за сат и 15, а јас за 4 сата, може се договориме, ако сакаме брзо да идеме, така ќе се возиме со тебе, ако сакаме споро со мене. Ама за брзо возење ти си цар, така и ја морам да ти признам. Тоа се вика авторитет по елоквентност, многу едноставна работа. Прв пат слушам за оваа Или у превод конфигурација. у превод домашно воспитание, fair play. Се гледа дете растено на улица и дете растено по стаклен звон. Тоа се гледа обма. Кај нас тоа се изгуби, знаеш, порано се смеев на стареве кога вика: "Абе, све се изгуби, порано се знаеше кој е тепач, кој е пијаница, кој е хоштаплер, кој е уметник." Сега брат, Кој е курва, кој е сите све се, као не може Сите све така. се. Не може вика да сватиш, тоа се изгуби, наш Джело Биафра, дед Кенеди, седнаш ми го смени животот, не сакајки. Он дал интервју во некое списание таму некаде, ја во Македонија го читам. И он вика, порано ако управува, вика, кој да управува со светот, а тоа е тој што управува со парите. Тоа е приказ, некоја друга приказна. Као што е приказна која што никош не завршила балканската приказна, така и приказната нели на парите. И он вика, порано на луѓето им скратува информации, а сега им пуштаат све. И сега не знаеш што е вистина, што не е вистина. Затоа и нашиот бенд така се вика. Едвард Бернес тоа вика. Ама ова е црвено, не е црвено, Од неговото- розево е. Црвено е, розево, 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 розево. За 500 години, знаеш како ќе зборат? Розева.
American natives, they got some really bad disease. Така ќе биде приказата. Значи, така ќе биде. Ние си живеевме заедно, се државме за раце, кога одеднашка сите јаделе од тоа и умреа. Ја тоа го осетив во еден музеј. Затоа и името Бернис пропаганда, таму го излече. Да. Читам некој есеј таму и вика како што тоа го кажа Едвард Бернс во својата книга Пропаганда. И читам ја, нака не ми се верува. Тоа денеска се вика пиар, тоа денеска се зема пари и е добра работа. Кога зборевме за марихуаната некогаш и сега. Некогаш пропаганда било срамота една. Значи, онака си богат, срекна нова 49-та и така ти кажат родителите, срамота една. Работиш пропаганда, пиар, лажеш луѓе. Така е таа професија. Или банкар, што има убаво банкар? Нека не се најдете од моите другари банкари. Што има поштено у банкар, кажи ми една работа. Освен бомбончето што ќе си го земеш. Ја тоа стално. Нема ни тоа. Нема, срамота. Значи, она прво взимам бомбонче, па што ти губиш у старт. Значи, така стојат работите. Значи, нема кукање. Кога си влегол у банка, тоа е тоа. Ако не ти се влага у банка, не банка. Најди си друг начин. Помири се дека ќе губиш. Најди друг начин. Така. Така е. Ако ти е најбитно тоа, стално близнак тоа го викаат. Богат и парат има разлика. Има разлика. Богат и парат има разлика. Што е парат? Некој што има пари. Абе, раперски финти се тие, али се добри. Да. Али добри се, знаеш. Да. Не е све на факултет. Васко, одиме со уште еден спот Бернис Пушти пропаганда оваа политика таман. и одиме со првиот блок реклами. Морам пауза. Саат време возиме. Али ова е најдобра ствар. Зошто? Да има онака најбољи одговор за екипа. За? Па ова е тест за демократија песнава, разбираш, што е тоа? Ајде да видим. Konečno je prolет. Toplo vreme je za vojna. Nekoj viski pije. Do
Направи Направи заедно бенд. Заедно? Да. Мислам дека стои уште. Band Camp. Ево. Еве. Дај го компјутерот, режи. Тоа е лейбл кој што постоеше пред обои. Јас сум бил етаблиран по underground, ако си видел реализација. Имам само еден жив човек. Па добро. Владо! Ете го, толку. Тука е. Ништо, гледа, живо пиле нема. Ја, ти и он сме. Празен стадион. И после ќе ми рече, ја, нешто етаблиран. Го држиме сител, човече. Да, бе, човече, сега наше. Мислам дека и Цаци заврши со вестите, ако те интересира. Не си. Што ти се овие две платформи, кажи ми? Па ова се новиот лейбл. Ова ти е нов лейбл? Да, го водиме заедно со Дени Крста. Како се вика? Се вика Балкан Велики. Балкан Велики. Да, и за разлика од претходниот лейбл направи заедно кај што правеве винили и дискови. Ова е например последното издание, ова е Бледи Борак од Тирана. Што музика овдека вози? Генерално на... Пред сем сум сконцентриран на соло артисти. Тоа сакам да го... Тие песни ми интересираат. Ја уште гледам уметнички да работиме. И... Не бендови, не мулти Има и бендови, туку... има и бендови, меѓутоа ме интересираат соло артисти, например. Што од овде би чуел вака? Па ева, се ми се свиѓа. Значи, ево го од група Zero Марса, Лотер, Маниел, Хаким. Тоа е еден извонен проект, тука и Хинки свири, Еди. Кинки? Да, тоа е еден лайв настап, што ја бе воодушевен кога ги видов на фестивалот Земјотрес. И ова е снимено со обичен диктафон или мобилен. Ја викам, ако, знаеш, дај да го издаеме, бидејќи постои сега тоа е као Го некој... издаваш како што? Ева, Баш на носач на звук? Не, не. Не. Само Чисто само на Bandcamp. на Bandcamp Имам, како да. дистрибутер. Не е како CD, не е како плоча, све е една дално. Имам дистрибутер DMA од Македонија, дигитален, за YouTube. Едноставно не ќе имаат артистите притисок финансиски, бидејќи ова е скап спорт. Јас се уште како издавач не сум способен, иако имам планови. Ќе почнам со моето соло на 11 октомври. Ќе правам Чекај, ми рекош од тема на тема, заврши ми. За истото е, за истото Ова може е. да се купи и се плаќа. Да, може и Добро. да го стимнеш и бесплатно. Може и бесплатно. Да, некои луѓе зависи, например, имаш контрола врз ова, може да видиш колку луѓе слушале денеска, колку симнале, дали некој платил, дали некој не платил, од каде платил. Што највише платиле? Па сега за сега искрен да бидам најголем бестселер ни е и Пито на фонија или надале Човекот стакло. Ево, Човекот стакло и многу сум горд на тоа EP затоа што фонија се прв бенд што ме пуштиле да им бидам продуцент. Пази, Дюран фраер сум тотално. Пази продукција, бендов убијаат, али ова е момент кога они се реоткриваат. Сега веќе се 25 годишњаци, така. Не е исто како на 17. Ова е у Ѓорче направено све. Ѓорче. Да. У Ѓорче има неколку студија кои што работат добро. Како никогаш досега има студија низ градов и низ Македонија. Па само на Сеци студиото. Сеци, знаеш како студио има дома, Сецко. Дома, кај него има она, да не се верува, само гитари, кога ќе ги видиш, трафти да не гурнеш некоја, кошта тако знае колку. На новиот Сецко знам дека на новиот проект со Готра работи. Со А ти- Готра се... Ти таму си нешто исто? Не. Еднаш кога бев гостин на Мугера Фугера, Готра и Сецко се многу добар тим. И многу убави песни прават заедно. Пен се добри. И Многу баш скапи. ме интересира да го И слушам то на тоа. стари години, јас слушав до тоа Зографот, Рифу и Шиба, Готра на стари години. Слушај, а и вајте со патината ко Кит Ричард заличува, да ти кажам. Да. Не, Готра е една уникатна појава. Значи Готра е... Ова е добро. Пази, они освоија сингл на година на 103-ка. Ова е добро. Бенд со своја приказна, турнеи, плочи. Па многу бендови има у Македонија со турнеи и плочи, знаеш? Едноставно, мене ми е жал што се изгуби фокусот. Гледај сега, немаме силна една платформа, како што некогаш беше 103-ка, да тоа што вреди го истакне. Сега треба да го бараш. Пази, ама... Бидејќи во
103 е пак силна платформа за македонски услови, меѓутоа не е доволна. Не. Каде се, например, 103-ките у Кратово? Так. Свети Николе, Струга, Охрид, така. Посебно Скопје е голем град. Можеш да имаш у Ченто и у Ѓорче да имаш своји локални 103-ки. Можеш да правиш подкаст на интернет. Поентата е што е изгубен духот дека ти партиципираш од нешто. Еве и омотот, значи нивна генерација, дечко направил фотографија, значи све има своја приказ, има заштитен оквир. Тоа е слика на Иван Ивановски, сликар од дома. А слика е ова. Ова е фотографија, меѓутоа овој оквир тука. Да. Тоа е она Аха. сегде ја има нели на влез, улето се става пластична, као најлон, да не ти влагаат муви. Многу интересно што, знаеш, алтернативата денеска подобро си се етаблира во Види, своите деца, рамки. 1920 година Скопско. Горе. Пази кога се дотерани, играорци, чекаат да одиграат нешто. Пази ги. Нема врска ги на тоа, само да ги погледнеш, мислам, не е битно. Так. Може да ја пуштиме. Има интересни работи, фонија се супер. Ова е фонија? Не, ова е слика од 20, тоа што го слушавме беше фонија. Има разни работи, значи А ова ти е старата платформа овдека? да, тоа е старата платформа. Направи исто, заедно. Да, исто така таму има тука некои изданија се и на винили. Да, ова го имам видено Да, на тоа винил. е супер бенд. Сис Кумановски веќе имаат и своја кариера. Припознаем бенд, знаеш. Да, плочите може да се најдат, се уште ги има Па во ви, ова е југото. веќе лейбл кој што не постои. Сега новата платформа е Балкан Велики, таа која што ја слушам. Ова е нешто што претходно го правев. Меѓутоа кога ме праша за таа издржливост. Имаш приказ на овој лейбл, трае неколку години, гледаш дека не успева, тоа е тоа, нема емоции. Не сме биле доволно добри, а тоа им го кажав на крај, не сме биле доволно добри. Ова е Ицко глумецот. Обично, знаеш што, кај нас суетата е не признава дека не бил добар. Државата му е крив, партијата му е крива, малото му е криво, градоначалникот му е крив, овој му е, секој му е крив, само он не е крив. А ти немаш его, човече. Ти викаш, не сум бил доволно добар, не сум биле. останал. Види, да биле подобри владата, градоначалникот, гледа, сега можеби ќе сме биле живи, меѓутоа не били. И сега што да правиме? Што да правиме сега дека они не знаат за нас? Да ќутиме, да плачеме? Или да направиме ја нешто? имав вакво... Океј, не чинат. Се слагам. Пази, ми излегува плоча. Нашето милие политичко и структурно и институционално не чини во Македонија. Се слагам. Никад не чинел. И сега што? Кога чинело? Што бараме? Мене ми е целата работа у тоа што кога ти работиш добро, не зависиш од никого, тогаш твојата критика е основана на некој чуден начин. Барем ја така верувам. Кога ја ќе мотирам на Злате МКЦ, Злате знае што е да му кажам ја од ВМРО да почнеме така. Че јас сум она критичар, сите знаеме за све. Затоа што сум човек кој што доаѓа од типично скопско предградие, значи типична фамилија, све е кај мене типично македонски. И сега тоа ја не го гледам као што сум се родил во оваа земја, баш напротив. Си ја сакаш земјата. Зашто не ја сакам земјата? Не ги сакам тие што ја плячкаат. Значи, мене некако ќе почнеме избори дека политичари и банкари се добри, викам супер, може ли као на која идат јеховини сведоци? Немај тие причи, значи не се добри. Не се. За мене. Така. Не викам дека за другите. Те разбирам. Значи јас не верувам во Господ, ја не сум рекол ово или она, значи за мене не работи. Сум седел со луѓе и ми викаме Васко, како бе ти не те нашол Господ? Чудна работа, викам. Избори ме вика, бе стварно види, така е. Затоа што немам ја тука што не е тоа до мене. Тоа што е до мене, ајде да го сработиме, така. Треба лейбл. А како еве вака со години кога се обидуваш нели и се подсмируваш, анархизмот е нешто што те повлекува во млади години. Тој дава некој полет, тој дава една бунтовност. Како денеска ти функционира? Види, анархизмот е стариот мој стално викаше, вика бе, ова со бендовите е најдобра работа. Кој? Со бендови што си се фатил. Зошто? Па најдобра работа ти е, вика, убава работа, супер е. И Живееш, управо беше. работиш, И ќе кажам патуваш. и со анархизмот, затоа што анархизмот е една многу чудна и убава приказна која што е, ако нешто е оцрнувано, тоа е анархизам. Ако ќе прочиташ ти анархизам, нема тука негативни работи.
Значи има изрека, значи една од движечките работи е Збориме, пред да продолжи. да. Збориме за импликација на самиот збор кој никој не го разбира, а одма го отфрла само од чисто инстинктивно. Па тоа е бизнес пропаганда го прави. Така, тоа е пиарот. Така, кажи ми која кога прва влада не имала никаква анархистичка, нема ни да има, така. Така е. Тоа е убитието на секој човечко суштество да биде слободен. Тоа го има и у веди, и у православие, и у ислам, и у анархизам. Да, ама После Лав ние- Толстој, што ние- правиме со него? Да, анархист. А Гоце Делчев? А старите ВМРО-вци? Не бил Гоце Делчев анархист, он само ги толерирал, има една убава книга, предвестници Колку тие на бурата. од внатрешната револуционерна организација били и анархисти? Не биле, анархистите биле посебно. Анархистите Посебно, биле културни дечки што викале дечки не ни се свига што работите со бугарите, ај соло да пичиме. Така. Тоа е вистинската приказна. Не дека овие биле бугари, никој не бил бугар у приказната, меѓутоа во таа политичка ситуација, така сега да не навлагам, але мора малку да чешнеме, Ако? така. Во таа политичка ситуација, така, тогаш тоа се видело као некоја добра опција за луѓето кои што биле моторика на некои социјални, тоа не било, кој ќе каже некој политичко, па што е политика, полис. Некој што живее у полисот, што живее организирано, така, сите сме политика. Него од кај сега овој мајмун збори за људски работи. Е тоа го вика анархизмот. Како може овој човек да збори за слобода кога бомбардира таму цели држави? Сега сите се ложат НАТО. Кој вика нашиот анархизам? НАТО, какво НАТО бре луѓе? Какво НАТО? Јас сум НАТО анархизам. Не, нема НАТО. Има луѓе што викаат дека добре, јас што знам луѓе што се можеби анархисти И викаат вика добро е у НАТО да да иде. влеземе, каде бре да влеземе што НАТО, знаеш ли што збориш? Зашо го бомбардираме невиниот афганистански народ? Шо им кога ќе доаат? Тоа е друга приказна. Војната е мизерна работа сама по себе и нас не вовлекуваат тука на Балканот цело време. Сите ја знаат приказната, меѓутоа толку се згади Бизнес пропаганда. се згади приказна. Ја ти кажам, со овој бенд кога почнавме, истите луѓе што се активисти ми вика, абе супер те бендов, што ево со политика, те се обседнале. Викам, ја не сум се обседнал со политика. Не е ова политика. Ова е многу човечка работа. Политика е. Значи ја кажувам таму работи како мислам и за 2014 и за све, меѓутоа на начин на кој што јас мислам дека треба да се каже. Затоа што знаеш кога ќе те прашаат она кај беше бе дедо, те стрела или те силува, разбираш? Така. Значи има и такви работи. Значи бизнес пропаганда е тотално јуначка приказна, тоа сакам да го кажам цело време. Ние имаме Сирма Војвода, кај нас и идеме на друга приказна. Тоа си е наша приказна, се разбира дека доаѓаме од тука и дел од нашето воспитување е да помагаме на другите и да не се даваме. Текно немам ја таков менталитет, сум играл против Тоти, па му барам на полувреме подпис. Не, брат, на Тоти може жут картон да добијам ради него. И да не игра од другата утакмица, не дадат гол. Тоа е става, така, после ќе се ракуваме и сите тие работи. Самиот тој ќе ти каже за 20 години, абе, со Батева, ја моја генерација у екси рок н рол, пошто тоа се случува. Јас со другари од Белград, од Загреб сме исто како вие порано. Тоа е, нема бегање, така не се доделило. Така функционираме културно, знаеш. И се уште тоа постои. Не им се давам, ја викам, чекај бе брат, каде вие, кај не спомињате нигде Македонија, знаеш. Ајде да се навратиме на турниите. Кажи ми интересира, споредено, не споредено, знаеме овде како функционира, но 100 дена во годината, иако си посмирен сега, добро знаеш и не идеш само ти со твој бенд, носиш и други бендови. Еве сега се врати. Сега бев Значи, со... ме интересира како функционира тоа таму, човече. Како... Зависи од бенд до бенд, зависи од луѓе до луѓе, земја до... Значи, зависи каков бенд е. Не, ама има една работа. Има разлика. Картите се однапред продадени, Зависи, се е организирано. Не, зависи. Картите, значи, тоа е борбата. Борбата е за картите. Бидејќи ти кога настапуваш во Берлин, така? Тоа не значи ништо. Ја прв пат у Берлин сватив уствари што значи борба за живот, за тој уметнички живот, затоа што свириме ние со ФПО и тој доаѓа човекот вика ФПО 80 карти. Моментално најпопуларен бенд у Берлин у Underground. Оние аргентинци не 25 карти, американците 30, пољаците толку. Има пример овој зборува за хардкор панк. Тој ден 4-5 концерти. И ние највише сме продали 80. Ние се гневаме како дечки. Дечко е супер, не теши. Меѓутоа стварно понатаму ти да имаш 80 луѓе, па тоа е
Благослов. Зашо доат 5 милионски град да те гледаат тебе луѓе. Или свириме у Париз, све супер пун клубот, никој после поема нема. Тоа е дел, више Не музиката разбирам. отиде на проблемот со музиката е многу поголем. Затоа што денеска на пример се изгубија ние газди на издавачки куќи, на медиуми, на вакво на клубови кои што ја прават работата да се работат, меѓутоа затоа што знаат дека таа музика вреди и баш поради тоа они избрале тоа да биде нивни бизнис. Значи да ги спојат задоволството и работата. Има бројни примери. Ама им пропадна продажбата на плочи, Не им само пропадна плочи, збориме- на CD. Значи, денеска музичарот може само да живее од концерти, од живите настапи. Да. Тоа е главното. И музичката индустрија страотно лошо падна и се сруши. Ама тука ја најдовте Што се шансата кажа, алтернативата. ама не може ние да жалиме музичката индустрија и така 90% врска нема. 90% измислено. Става тука тетоважа, таа се направила, зашто така треба. Доаѓа, вака прави, не знае зашто. Пее, нешто пее, појма нема. Не знае ни самата шо пее, и напишал друг и вака прави. Зашто? Се измени таа работа. Прво кога ќе видиш Нина Симон, зашто е таква фризура и такви мингюши, ќе дојде и ќе ти објасни у детали. Ко Вера од Љубена што ќе ти објасни за носијата, све како е. Не е тоа така црвено ставено, некој зелено и тука има такво. Брат, има зашто е тоа ставено. Се изгуби тоа. Зашо која дисциплина Кичмева го ставили, зашо Владко не пушта гитарата, тоа се губи полека. И кога тоа ќе се изгуби, ќе се дојде нешто ново и нема тука плачење, жалење, знаеш. Ние сме се во ситуација, нашата сцена е безбедна, македонската алтернативна сцена е прилично безбедна и добар рол модел за земјава. Не се зезам, сам стојам позади ова. Ја Си работат апсолутно, луѓе. ама затоа и си ти тук, затоа што македонската алтернативна сцена е постабилна, поконзистентна, покреативна, одошто мејнстрим, фолк, било која друга можеме да кажеме дека не функционира. Ние немаме мејнстрим сцена. Плочи умираат, еве на нас. А вие продавате плочи. Љубена, искочи плочата. Да. Утре бла бла бла. Значи прв ваков 12 инч на албански јазик од Ѓорче. Значи бла бла бла. Тотално легендарно. Значи бла 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 немаа проблем така. Љубена немаа проблем, ние немаме проблем, ние си работиме. Кои сите американецот има плоче, имаме и ние. Денеска музиката, еве, ќе дојде 12 сат, ти на велосипед и јас сум, ама да сме во автомобил, која радиостаница да ја пуштиш, сега до 6 сабајле пуштаат музика за да ја исполнат квотата, бидејќи македонска музика, и тоа е 99% ѓубре. Пуштање цело CD, како што се некоја на собрани MP3, не се знае што иде, како иде, па после се прават посебни списоци. Значи, македонска музичка сцена, освен алтернативата, нема, све у анархија. Нашиве мејнстрим радија. Анархија е ред. И се извинувам. Значи, може би во хаос. Во хаос, се извинувам. Гледаш како ми се всадил Бернис пропаганда дека анархијата да ја изедначам со хаосот. А тоа е напротив. Баш напротив. Идејата на анархијата е малку поинаква, а таа е Таа е човечка, значи идејата на анархизмот е човечка, затоа што ти најмногу знаеш што ти треба, така. А таа идеја наоѓаме и во многу други, па и свети некои пишанија, така. Идеш од себе и толку. Нема ти што за друг да збориш. Колку што ти треба толку, другиот зема 4 колачи, ти две сакаш, тоа е тоа. Ако не ти дава, ќе си ги произведеш и никому ништо. Онако дојде да ти ги земе, тогаш имаш проблем. Ако не ти дојде, супер се, што ти фали. Колку глупо да звучи ова и симплифицирано, што сакам да го кажам, така е, на крај на денот ние може милиарда дебати да имаме, така. На крај ќе пишува дека во 2017 година Бернис пропаганда издале оваа плоча. Секој може све да каже. Плочата е тука, има свој број, има адреса каде можеш да пишеш и да провериш релевантност. Значи, но и целата музичка сцена, дури инстинктивно, токму е така поставена. Дури без да навлегуваат во филозофија. Да. Едноставно, органски, стрейтерски, така му доаѓа праволиниски него тоа да го направи и тоа и неќе да се плетка нити да му се плеткат, нити да се плеткат. Што правиме со клубов, што прават УМКЦ, значи што прават сите јавни
За кој клуб збориме? Иницијативе За бла-бла? Јавен алтернативен. Значи сите што имаат сега клубови што работат со нека култура имаат истата работа. Да им овозможиш на луѓето тоа што го зборувавме. Да дојдат и да си кажат. Многу добри журки видов на вашата бла-бла телевизија. Има, да. Видов некои журки со пена, таму се прскате. Има се што, значи поентата е што пред имаме бендови кои што се алтернативни бендови, нели што и да значи тоа се бендови кои што не може да ги сретнеш. И нон-стоп има живи свирки таму. Има да еве ги снимаме, тоа се цели емисии. Кај што можеш Oops, coming soon. не, треба да отидеш на скрос на на тоа на YouTube на пример, отиди пушти го саундот, го со Гаро интервјуто. И можеш да моташ, има емисии според датуми. Тоа што се случувало у клубот, детекнува. Ова е бенд кој што настапуваше у МКЦ, не претходно најава, ова од Прага, овој бенд ќе дојде у Скопје, тоа се Диагностик фронт. Сега имавте Да. пред 2-3 дена имавте некој мал фестивал кон Да, метал. Метал. Да, сега на пример имаме снимки од Скопје. Имаме интервју со промотерот. Агностик фронт. Да, тоа е бенд кој што Какви? постои 37 години. Да. И ние идеме покриваме и натаму и тоа се емисиите, знаеш. Кај ми е волуменот, не Не, можам. битно можеш да отидеш. Тоа е супер сцена, тоа беше легендарен концерт во МКЦ. Навистина беше убав. И ова само покажува колку поздрава. Тоа сакам да им кажам и на моите гледачи, колку и да ги интересира или не. Не е бит- Колку поздрава, постабилна, појака е оваа сцена алтернативна од што било што друго мејнстрим го имаме кај нас. Со честни исклучоци на неколку големи имиња, ама генерално ние немаме некој здрав Не, ја не мејнстрим отворам како тука што има. фронт, знаеш, мене кога Не, не, ме не, прашуваат ама- Турбо фолк ти смета, ја викам за I да don't ми смета give a нешто, fuck. не треба да го разбирам. Ја турбо фолкот не го разбирам. Не, јас фаќам поентата, озбилно. Да. Значи ја немам што, ништо немам, имам За жал, екипа. за жал ја го разбирам и затоа ми смета. Не ја разбирам поент, значи ја не кога поп, ја не разбирам кога слушам на пример некоја музика не стига до мене и многу е лошо да кажам ги поддржаваме и овие. Ги до фестивал. Ако, дај за Ди фестивал. Sinister, Alifana Capture Band, Terracaf, Project Trachea, Egoritmia, String Forces. Зашо не? Звучи добро, така Архангел хедлайнери. Абе, гледај, абе, ова е страшен фестивал, бе, човек. 600 денари за 3 дена. Па дај не ме зезај, еј. Пази, на сите им ставаме емисијава и на Скопје Джаз фестивал. На сите им ставаме. Им викаме, као пратете, као ќе ни дават ваква мала клипче, шо нас не кошта ништо. И ома спот вртев. Слушај, и Логин е човек кој навистина помогна у целава работа со години наназад, ти работеше со него. И ти работеше со Да, ја бев Логин прв работен на, уствари на тоеш литиум. во Литиум. Да, ма Сега не паспорт работам многу подваќа. време, 11 години. Да, Пошто се фатив со комбето, знаеш, никако... што е тоа се фатив со комбето? Па тоа со турнеи. Знаеш, некако повозбудливо ми било да бидам артист. Иако често ќе ме видиш као возам, истоварам, утоварам, све и свашта правам. Да е околу музика е тоа е најбитната работа. И тоа е една честна работа, така да едноставно ако сакаш да останеш во играта, треба да знаеш дека така стојат работите. Бла-бла телевизија, каде ви се од кај ги овакво или се е тоа во клубот на Кейна Вардер кај што имаме гледавме? таму простори кај што посебно е, значи клубот и телевизијата се посебно. Така? Сам истите Таму луѓе, се простори. меѓутоа се на исто место се меѓутоа функционираме посебно. Телевизијата се телевизија, клубот е клуб. Нонстоп вози телевизијата или помни си во живо? Идеме и уживо, идеме и со емисии, се обидуваме сега да бидејќи нема интерес искрено Добро? за ништо веќе, знаеш, и се обидуваме да сватиме кој е тој модел Добро? кој ќе ги привлече луѓето повторно. Добро. Според мене као уредник, тоа е стабилност. Спука е 100 емисии. Стално ми било тоа, као за лейбелов. Правиш 20 издања, не те био во 3-4 Има години. заинтересирани некои Има. заводители да бидат Ама ова? не е само за водител, поентата е што ти немаш ништо да му понудиш на тој водител. Немаш ништо да му понудиш, да го прашаат дома што придиш таму, ништо. Ја може една емисија таму нешто да разговарам со газдите.
Слободно дојди, секој што сака да има музичка емисија и нема да збори за политика, може. Еве сака се шалташ во музика скроз. Остави ти ја Ние, дал се шалтам пази. или не се шалтам. Бла телевизија пред се има една супер идеја според мене, затоа јас се приклучив. Добро? Као, еве ние си ја работиме нашава работа, направете и вие. Кога ќе ни кажа секогаш некој ги критикува и ни вика супер, ние толку можеме, направете вие. Еве Так. ќе бидеме две телевизии, ќе доделуваме награди алтернативни на секои 6 месеци. Знаеш зашто? Со овој став мене повеќе ми мириса на 103 и ми е многу Па да, поблиска тоа е поврзано, на раната 103 и затоа би мислел Имаме идеи, сакаме да идеме на можеме една видеозависна листа да направам таму или не знам ефтини приказни или нешто Има, значи има или некоја инсомнија после емисија таму да се вапнам. Платформата е отворена, ти викам, се уште е голема борба да издржи. Затоа што сакаме да го избегнеме оној момент кога луѓето ги жалат работите кога киша, да знаеш, супер беше. Што убаво свирам и за. Не, слушај, ја таа мизерија јас ги гледаш Битлси? Знаеш ли у која земја Битлси се... Да, еве го. Дај му кадар, бе. Еве ги. Sgt. Pepper Lonely Heart Club. Битлси во ова време бараат да свират у Париз. Знаеш што викаат французите? Што ќе нисте би? Fuck you. Денеска Франција е најголем обожавател, значи на Битлси, откако се распадна. Они создадоа култ кој е поголем него што во Ливерпул постои. Сега, јас знаеш што викам? Фейкери сте, бе, брат. Зошто да не му помогнеш и дадеш на авторот кога е жив, кога твори? Еве ова ти што го викаш. Да. А не отпосле да ми кажеш колку било добро. Fuck you, еве го и Перока ми каза. Пациент, каква добра емисија имав со него. Рок подиум. Бе, супер се сите се тираат. Знаеш што е целата работа? Мора сите да тираат, знаеш. Затоа сакам ако на не тираат бендови, сите, не знаеш- само на Бирдис пропаганда, на овие млади деца. Сега препознај ги, Младиве се а не супер. после 10 години да ми изгори, какви беа тие Има- добри, а не им отишол на Има- концерт, не им купил плоча. Секоја генерација раѓа деца што се изгорени за нешто, дали да трча за фудбал, дали да свири. Има неколку изгорени деца, само ќе изгорат, за жал. И оваа сцена, знаеш, произвела многу пропаднати луѓе, знаеш. И произвела многу битни и добри луѓе, меѓутоа и упропастила многу луѓе, знаеш. Меморија ги рокаме, не викаат зашо ги рокате меморија. Затоа, брат, затоа што прават концерт Борис Трајковски, како ти кажам. Ама музиката не ми се свига. Премо тебе, од која минута се? 28, Да. иди на 29, еве. Да, Не се свига, иди, тоа е добро 21 век. Не се да моташ со прсти, еве, ти мотај, супер. Па не е лепа брена, па Како да сте се до нас од другата страна, од другата школка, страна и направено како игра ова. Абе се бориме да ни доаат луѓе, некад не иде, како ти кажам, тоа е. Борба. Значи од продажба на пиво живеете. Не, јас сум поише фокусиран Јас сум уметник. Значи поише сум фокусиран на телевизијата. Не искрено, не се разбирам Шанкови, али така му доаѓа. Можам ли да помогнам некако, еве, освен овој начин? Пуште спотови од бендови македонски, не знам, ја тоа на сите им го викам, абе луѓе, да ги пуштаа сите Ајде кажи што да пуштим. бендови, па Ајде. не е битно, треба нешто, не е сега така ја да ти кажам, треба ти Не, да се ама мора да ми заинтересираш. кажеш, бидејќи јас стварно не знам. Абе сега, знаеш како, ја затоа И ти сега го... некој ќе ти се налутиш, зошто не каже овој, зошто каже оне. Еве, препорачај ми, што да слушам. Васко, глеме, фокус. Слушај, не сме се виделе 10 Јасно е, години. јасно, да. Кажи ми што е добро бе да слушам, еве. Па мене ми се свиѓа, Да? лично слушнавме нели тука Да, фонија. добро. Дај ми Ми спот се некој свиѓа Александар Гавровски Плочи, таа песна многу ми се свиѓа. Може ти ја позната од Како не? Од тројка, да, има една фантастична Прекрасен човек. кариера. Александар Гавровски, која песна? Плочи, има спот. Плочи. Еве, гачо ќе опуштам, пошто ми е школски. Ова? Не, тоа му е цело тип, еве го доле. Ова. Да, кој има правено дома. Али пази го. Фантастично е дека некој има песна за Плочи, знаеш. Резови 180 грама.
Тука гитара му свири Љупа Ангелов. Дени е продуцент, се одгача заедно. И заедно за нашиот лейбл. Family business, знаеш. Чисто крвен хит, така. Човекот стакло беше, така. Оваа беше. Мене ова ми е токму така добро, знаеш. Као телефон, песната. Или нена меморија, тоа се добри ствари, така поп. Ние имаме хитови, човече, онака и у минатото, и 80-ти, и 90-ти, така. Архангел Санс, Last Expedition, имаат хитови, тешки, така. Резија, не држиш у програма? Да? Добро. И ти викам, тој комшијата пее. Супер е спочело, стварно. Да. Знаеш, тоа да ја поедата е баш инди. Шо има се замараш, не ти треба Да. пари денеска, така. Дај ми уште нешто, кажи уште нешто. Има многу добри бендови, не знам, Што? Не знам, само ти ми е непријатна ситуација, пошо... Ау, извини, на Васко му е непријатно. Еве, може бла 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 утре ќе прават. Калој, бла 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 утре прават. Ама со две Л. БЛЛ, Калој. Утре прават промоција во МКЦ на винилот. Имаат издание. Блахаха? Не, бла бла бла. Со две Л, као на Иги Поп насловот на албумот. Само разделено. Со две Л. А да го напишеш ти? Може да. Изволте. Еве ти со маусот ти ставам. Само бриши таму, јас ќе... Океј, ајде пиши. Да. Да видиме што куцаме. Извини сам, грешка. Сврти се со тастатурата на тоа што ти гајли. Ајде, што ќе каже Ентер. Ево, пушти го спотот. Добро. Езерот треска. Ова ти е прв винил рок-н-рол на албански. Пази, ова е историска работа. Пушти. Утре има промоција во МКЦ, Идри се е многу близок другар. Кои се членови на бендот? Се во моментот, значи Идри, се се приказнати околу Идри Самети. Така? Тоа е човек кој што е, како ти кажам... Нема рок-н-рол плоча на албански јазик? Значи, има. И они имаат и 7 inch, меѓутоа збориме за 12 inch. За 12 inch. 12 inch, значи full length. И викам, другар сум, видели сме многу време и интимно сум. Ние снимавме со Абе, уште Сопо. од 100 тројка го знам, Да. Идрис е прекрасен човек и баш ми е драго. И ова е снимено од Јорчисто. Не спото, спото добро старе, меѓутоа музиката, гледаш. Да. Имаме да фатиш да копаш. Трансцена, Да електронска. чујам малце. Една мирна песна. Во време на Викам, вулгарност и на Waterman, турбофолк, на гнасотија, да излезеш со ваква ствар на албански и тоа фантастично. А и човеков е прекрасен човек. Мојот впечаток за него со дружењето што го имам во 103 останува, немам зборови. Душа човек, душа планина. Ми се свига многу. Идрис е прекрасен човек. И фала ти што ме посети на Идрис. Утре е промоција 20 часот во МКЦ. Тоа е часот, јас сум тука. Да, јасно. Добро, тоа е тоа. Имам Ја милиарда. посакувам се најдобро. Ја тоа им викам, не вика кои бендови ти се свигаат. Сите ми се свигаат. Абе, ја не зборам се за свигање. Знаеш зашто ми се свигаат? Пуштаме музика. Сите што работат, знаеш. Ми се свигаат, ти кажам, Волтерманија, Хакем, Демек ми се свига на Фреш проектот, ми се свигаат многу Како? Демек, на Фреш. Да, Готре и сите пари на светот, ако може.
пошто ги има и двајцата таму. Многу ми се свиѓа Сеци и Готра како има комбинацијата. PMG ми се Готра и свиѓа. Сецко се Многу демек бендови сите ми пари свиѓаат. на светот. Има Да, спотова? Юфонија, еден куп Еве ги бендови. овде, во живо. Да. Така? Интересно е, знаеш, долго трае меѓутоа чисто да ја осетиш Ака. атмосферата. Тука се значи Владо Манчевски и Саша Павлович, таа е таа, мислам, тоа е тој настап. И Готра е тука? Не, Овде не. Саша Павлович и Владо Манчевски. Хинки има супер музика. Мене ме занима ваква музика, знаеш, најмногу. Да, храбро нешто, експериментирање. Или чист поп, значи мислам не попова нешто сме научени, хит. Да. Она што го слушнавме со Александар. Тоа е. Или човек од стаклофонија. Фонија. Па Дени е продуцент, Дени го има испроducирано истиот човек што ја пее во фонија. Не, ја е фонија продуцент сега на све ќе Александар. најдам и ќе си ги ставам на ова да си ги слушам на Сега Александар Велики ќе има Лудило ипи на 7/7. Пази го Владо Манчевски од група Зеро, така со маска. Фантастично. 7 милиарди телевизори. Има, значи има, сега, знаеш, да седиме тука можеме 4-5 дена да пуштаме бендови, после на македонски. Супер е, сакам вакви работи. Вечер Ти викам, ќе си затоа пунам ти викам, душа. отиди, има и добри издавачки куќи, значи Шарла, има Пиколо Мини ќе прави промоција, он ми се свиѓа многу интимно исто. Пиколо Мини е одличен. Не знам дали знаеш за него, Давид Ангелевски, настапува под името Пиколо Мини, води лейбл Шарла. Како се вика песната? Па, Која? било која, не, I'm the Fly е преработка. Отиди, мислам дека има Bandcamp. Bandcamp ти е најболја за... Мислам не на YouTube, треба да го бараш посебно, горе. Не, ама спот ми треба за Сега за не да знам, можеме не знам да дали има пуштиме. спот, меѓутоа чисто е убаво да се слуша музиката. Не, I'm the Fly беше тоа преработка, значи. Меѓутоа тоа е старо, не е баш... Добро, окей, се едно. Доволно е радикално и за оваа емисија. Оја... Малку поинаку, мислам дека Ботег има правено омотот. Добар омот. Така, Давид, поред тоа што сме другари, знаеш ако ќе се потрефи другари и ти се свига музиката, не би се почитуваме тем. Али, како ти кажам, знаеш, ја не ми се свига нека музика, би му помогнал, едноставно само не помагам кога не знам што да правам со... Кога стварно не знам како да помогнам, знаеш, или не можам. Слушај, де фестивалот овие што го прават навистина има фантастичен хедлайн. Имаат. 3 дена ова удојран да го гледаш, ова е ненормално. Отиди у програма, таму ќе... Rudimental DJ или така натаму и така натаму. Што тебе посебно ти еве Рони Сај да не го збориме. Добро, ова е влијанието на Шурбе сега. Океј, и тоа разбирливо. Не, Он го има истетовирано Рони Сајс. Има добри работи. Мене, например, најмногу на фестивалов На што може Али отидеме? Фарка Туре бендот би го гледал. Кој? Има, отиди у програмата, тоа е на Али Фарка Туре бендот негов. Значи, ја мислам дека он е починат. Како да го најдам? Па во програма би Еве, требало. ова во програма. Значи Али Фарка Туре бенд. Тоа би го гледал C+R. Тоа се За жал не можам да го отворам. C+R ќе настапат и у нашиот клуб на 15-ти. Кој настапува каде? Кики Станов сакам да го гледам. Кој сака нека збори, што сака нека Кирил збори. Ѓајковски? Да, мене ми е онака добар фраер. Знае да покаже она... И да дигне и публика и да биде и... Па и вака човек, не знам како ти кажам. Што да пуштиме? Джингл? Па таа му е Jungle најпознат, Shadow? да сите му ја знаат. Има споти. Не е битно, негаде више го знаат, знаеш, поентата е што... Спот да не едеме? Абе, чекирај ги, пази, значи има доста добри лейбли, Шарла, например, Шарла е лудила лейбли. Тргни кадар, благодарам режија. Има добри работи. Аха.
Едноставно отиди баре, само отиди македонска музика ќе видиш. Има знаеш сигурно заборавам и ќе ме биде криво утре што сум заборал некои бендови, ама ете, нека не се налути никој. Нека го свата тоа како обид, нели да се пушти што е можда повеќе музика. Океј, ајде тогаш да почнавме и ќе завршиме со Бернис пропаганда. Лажиме. На крајот на краиштата, оваа пропаганда и оваа цела приказна на големата лага или матриксот во кој живееме, во кој дозволивме да не уштекат. Ние уште мислиме некоја научна фантастика те уштекал. Не. Ние сами го исклучивме мозокот и дозволивме да бидеме манипулирани. Затоа и многумина и јас, знаеш, нервирам, оти застапувам став, оти е мој личен. Они мислат сега тој се поклопувал со некого, ти си ваков таков. Не, тој е мој личен став. И тој го тегнам веќе 30 години од 103 навам го тегнам. 25. Па нема друго, Јанко, значи тоа ти го кажувам пак. I don't give a fuck. Наставно немам време у живота да се замарам со други Со луѓе. хейтери, така. Со никои други луѓе кои што со луѓето кои што те сакаат сами ти доаѓаат. Што правите со Берни сега? Во Америка викаш ке идете? Па сакаме да идеме, затоа направивме плочава, ама ќе видиме. А низ Европа? Низ Европа идеме, мислам не е проблемот низ Европа, него знаеш, покомплексна е целата работа, знаеш, дека после некој период еве нас не ова пети албум. И кога ќе освириш 500-600 концерти, кога некој ќе напише добро за тебе у Скопје, као пази, ние 2 пати ја напунивме дансинг сала, знаеш, ни спонзори, ништо, не дека не ни нудат. Пази, ние имавме втор албум, жуто све, женска збори на телефон. У ера на Космофон, не пусти се фирмата ти текнува. Екипа ми вика, ало, да сте нормални? Кам, не занима. Затоа што не е направено за тоа, бе, земи пари. Парите што не се твои, не можеш да ги земеш. Ние сакаме да си ги земеме нашите пари и да си ги пееме нашите песни и да си ги свириме нашите концерти. Тоа не занима и ја мислам дека никој ништо не може да ни помогне, ни одмогне околу тоа. Така да, затоа што сите работи се знаат. Џабе ќе збориме милиарда работи, сите ќе се правиме паметни, се знае колку е сат. Така. Значи, Јаде Бурек нема да ви помогне многу за алтернативната музика. Јасно. Но, Бла-Бла телевизија и фокусот вечерва на Бла-Бла телевизија, она што го правите, преку Бернис, преку се, може би најдобрата платформа во овој момент која може да ве упати малце Да. музика со чисто срце и чист мозок, не испран. Да, ние се викам, сега се обидуваме, мене е најбитно Кристина Горовска како ќе размислува за следната плоча, затоа што Тина е уствари таа која што сето тоа што ние го мислиме, нели, знае да го артикулира на начин на кој што на нас се допаѓа и на луѓето. И веќе имаме некој наслов, се вика Втора младост, Трета светска војна. Размислуваме некој време, пошто бидејќи ние сме таков бенд, даваме наслов и мислиме после. Затоа што ќе останеш, знаеш, ми се случувало некад ќе видиш плоча, што сум правил. Веќе на 38 години тие работи не ми се случуваат затоа што си ја работам работата најверојатно така како што треба. И тоа сакаме Бернис пропаганда да го постигнеме, да си ја правиме работата како што треба. Никој никогаш се обидувале све и свашта да ни прават, затоа што и ние исто сме имале наши чувства кои што сме ги бранеле така. Меѓутоа, секогаш сме доњеле начин тоа да биде лично пред се, така. И кога ќе сгрешиме, и кога ќе сме добри, или ќе се извиниме, или ќе не се извиниме. Некако ја, например, дали сум, можеби ја таков човек, не знам, или луѓето со кои што, например, дали Тина е таква или Дени, не знам. Ние, например, ја немам проблеми со луѓе со кои што сите имаат проблеми. Не би ги именувам, има неколку луѓе со кои што редовно сите, зборувам за сцената се. Со некои луѓе сме више ко фамилија, се знаеме многу време. Ја никогаш немам проблем со изразито проблематични луѓе. Никогаш. Значи, за пари станува плюс збор. Никаков проблем, се со песна. Така да и Бернис кога сме кажале нешто, знаеле дека тоа доаѓа од срце, дека ја... Колку време си со Тина? 17 години. Знаеш зашто си? Затоа што немаш его. А жена... Имам, Јанко, ама... Не, немаш. Немаш его, немаш... Сите имаме ние его и тоа е потребно во некој. Ама го немаш она непотребното его кој ни се одразува во се. Љубомора кон другиот, завидливост, злоба и Неам тоа ти ништо го од тоа, немаш. неам Ти ништо си една од најпозитивните личности кои сум ја благодарам. запознал и
еден од најупорните луѓе, прав македонец, кој се работи и бори како што треба, без злоба кон никого, никому лошо да не му направи, ама своето си го тера. И жива легенда на македонската музичка Ти сцена. благодарам, Јанко. Ми направи огромна чест што беше гостин во емисија. Фала ти на тебе што ме викна, се надам дека луѓето најдоа време да ја гледат емисијава, тие што ја гледаа, фала им за тоа. Едва чекам утре да ме видат и да видам што ќе Реакциите. научам. Па не, реакциите се најбитни, џабе ова го правиме ако нема реакции, така. Знаеш, реакциите ги имаше уште пред да дојдеш. Шомајка Барашка и тој. Фала Ако, ти уште еднаш. да сме здрави и живи, Да сме поздрав. живи и здрави. Тоа беше се за вечерва, драги мои. Берниц пропаганда.